Се е во знакот на топлото лето. Јас и Јована полека се подготвуваме, останаа уште неколку совети за тоа како да не изгориме. Сонцето напаѓа со своите UV зраци кои се штетни по човековото здравје. Затоа граѓаните бараат спас за себе и за своите најблиски, барем за оние деца кои најмногу ги сакаат. Здраво, јас сум Езарка, а денеска ќе пробаме од повеќе локации да ви покажеме како да се справите со летото. Најпрво ќе погледнеме каква е ситуацијата во продавниците каде што се продаваат кремите за сончање. Добар ден. Добар ден. Крема за сончање некоја имате? Секако дека имаме. Колку заштитен фактор сакате? 15, 20, така нешто. Да не ви е малку тоа. Па се, ако сгрешам, нека изгорам. Зошто да изгорите? Ние имаме, сега моментално имаме од овие нови странски производи што се. Значи, овие имаат заштитен фактор и за месечина, и за сонце, зависи. Мислам, чинат негде 800 денари. 800 денари? Да, 800 денари. Кисело млеко имате? Таму во првиот ред ќе видите, горе се со кајмак, подолу се без. Ништо. Како фана летото, со кисело млеко не може да втасаме. Те кравите невестата маземе ги, дехидрираа кравите, млеко више нема, тамо товеме ги нема. Кисело млеко се продава джо алва. Ние додуши и алва правиме, ама она не оде, а млекото оде, зашто лето е се и човеците се мачка, тоа поевтино име и оде. Па правиме ги у фамилиарни пакувања, големи, да може да се намачкат сите, ама имаме и помаленки што се за брачни парове што се без деца. Мачкат, дзадзики прават, не знам што прават, а правиме ги сега и Скопјани барат во таксистите што се само за на лакто што го вадени из прозора што се мачкат и вие што идат на годишни одмори имаме некои маленки им тураме и маја, па они тамо сами си го киселат затоа што нашето кисело млеко како што зима температурата ни едно друго да знаеш. Прва помош за летно време извънредна е моја. Ете, видовте како може да се спојат убавото и корисното. Задоволни производители и купувачи фрштат на сите страни. Студио? Да, Езерка, јас мислам дека сме на чекор најблиску до тоа како вие да бидете комотни ова лето. Јована, остана ли можеби уште нешто? Да, Петар. Остана најголемиот кошмар на секој кој барем еднаш бил на плажа. Како да се пресоблечеш без да бидеш виден. Уживајте! Начин број 1. Познат како чадор. Спуштете го чадорот во хоризонтална положба и застанете позади него. Начин број 2. Наречен врата. Отворете врата од автомобил и пресоблечете се зад неа. Начин број 3. Худини. Замотете се со пешкир и извадете го градникот. Начин број 4. Другар. Замолете најдобар другар да ви го држи пешкирот. Начин број 5. Земете резервни гуми од најблиската плажа и направете го ова што го гледате.